што те мотивираше толку и на твои години, па и твојата здравствена состојба со оглед на тоа каква е да се занимаваш со пливачки маратон? Како се започна? Па, од времето јас бев спасител на вода и од кога почина керката на денот на 26 јули, тогаш изразив желба во име на нејзе да почнам да пливам маратон. И затоа го одбрав грбно, дур пливам, гледам у небото и она ме води дур пливам. Кога се започна? Па пред 3 години. Пред 3 години, така. И сега, кои до сега се подвизи си ги направил на Охридското езеро, меѓутоа и на другите води? На Охридското езеро, првата етапа што ја пливав, беше да уплатам спорска прогноза до Пештани, тоа е околу 3 километри. И отидов со пливање, да уплатам спорска и се вратив со пливање. После видов дека можам, зголемив од Елшани. Тоа е околу 6 километри. Видов дека и тоа го можам. Па почнав од Долно Коњско. Тоа е околу 90 километри. И тоа успеав. После решив поголем подвиг да направам, пливав до Албанија. Од Албанија до Градиште пливав прво. Без престанок и тоа успеав. И сега пред 4 дена, земав од Градиште до Албанија, од Албанија до Градиште, 23 километри ги спливам. Сега се спремам на 19 да пливам таа тешка етапа Светинаум, Градиште 14 километри, меѓутоа ќе се сретнам со големи проблеми кај селото Трпејца, има јаки струи. И затоа тука многу ќе ми биде таа тешка етапа, а и не сум навикнат и па годините ќе влезам прво да пливам на температура од 9-10 степени од Рим, но 2 километри да ги издржам, па после влегувам на нормални температури на водата. Да. Се пливаш грбно или пак можеби се пробуваш во други дисциплини? Тоа е прво прашање во овој дел, меѓутоа второ прашање, кој се помага, кој се околу тебе, затоа што сепак не можеш ова сам да го правиш? Види, има проблем. Прво сам почнав, меѓутоа видов дека не може, ме фаќа грчеви од време на време и побарав помош и за среќа се јавија донатори. Пратња имам 2 чамци што идат покрај мене. Едниот чамец увек идеме на она варијанта да не се случајно се расипе пентата, па другиот да преземе. Така да они ме водат грбно, цело време они ме водат дур пливам. Зашто ја грбно не можам да гледам позади кај идам правецот, така да едниот чамец увек ме води правец на движење. Да. Се што го правиш, го правиш индивидуално, значи немаш до сега надпребарувачки карактеристики, да речеме, дали планираш можеби да се соочиш со таков предизвик? Па не знам, никој нема да ме прими на 66 години, веќе 67 ќе пунам. Поготово оваа година проблеми со коленото, кукот, меѓутоа издржувам, посилно од мене да успеам. Макар и со една нога да видам, пак ќе пливам. Не се откажувам. Така. На Охридски пливачки маратон, дали можеби размислуваш таму да... Па не знам, мене краулу ми е полесно да пливам краул и мислам дека ќе се носам со пливачите спремо на времето што го постигнувам, меѓутоа не можам да се пријавам, ипак 66 години. Треба лекарско да вадам, тоа ипак процедура, а мене ја нема да поминам на лекарско сигурно. Така, така. Кои се вашите следни предизвици, потфати, еве сега летен период, сезона е? Сега на 19 ќе пливам Светинаум Градиште. После ќе пробам да го бутнам исто рекордот во соврзани раце и нозе да пливам 300 метри. И во август здраве сме здрави живи ќе пливам Светинаум Охрид.